Судејќи по рекордниот број на земји кои учествуваа, надпреварот за најдобра европска песна стана идеална прилика за многу земји да се представат во најдобро светло. Повторно е разбуден здравиот надпреварувачки дух и ентузијазмот на новите и на идните членови на европската фамилија, кои едноставно му дадоа нов живот на ова старо музичко надпреварување. Пошто ќе се памети Евросонг 2007-та? По тоа што прв пат настапија Чешката република и Грузија. Прв пат се надпреваруваа како самостојни држави Србија и Црнагора. Евровизискиот фестивал се емитуваше и во Австралија, и во Азербејџан. Евросонг е најдемократскиот музички избор. Гласаат гледачи од цела Европа. Во 2006-та имаше преку 100 милиони гледачи, а овој рекорд е надминат оваа година. Најголемиот музички европски патувачки циркус се сели оваа година 2007 на север од Европа. По победата на Лорди во Атина, евровизиското музичко надпреварување се сели од југот на Европа овде во Хелсинки, во Финска, овде на 52-иот Евросонг. Темата е вистинска фантазија, True Fantasy. Сцената во Хелсинки арената ја осмислија сет дизајнери, 4 студенти од Универзитетот за уметност во Хелсинки, инспирирани од финската митологија. Обликот на сцената потсетуваше на инструментот кантеле, или пак на модерно парче накит. По првата техничка проба за Македонија и првата средба со представниците на седмата сила. Прво им се заблагодаривме за интересот за македонската представничка и песна. Едно од прашањата беше колку се променил Евросонг од Талин до сега. Кога учествував во 2002-та, имаше само една финална вечер, а сега има две. Се повеќе има земји кои сакаат да учествуваат. И секако, квалитетот на песните е се подобар. Која е политичката порака во песната? Нема политичка порака. Тоа е и поентата. Единствено нешто што не поврзува е музиката. Ова е на некој начин и песна за Каролина, бидејќи вели музиката е мојот свет, а таа всушност порасна пред камерите во Македонија. Се сеќаваме на првиот нејзин фестивал Макфест, кога имаше само 11 години. Од една страна, ова е песна за професионалната кариера на Каролина, а од друга страна, универзална порака за музиката и љубовта. On one hand, it's a song about Carolina's professional career and life, and on the other hand, a universal message. Сега си поискусна од првото учество на Евровизија. Но како се чувствуваш овде во Хелсинки? Сега имам 27 години, а во Талин имав 22. Имам повеќе искуство и помудра сум. Под притисок сум и ќе имам трема кога ќе излезам на сцена. Но убаво е да си на Евросонг во Хелсинки. Би дошла уште еднаш, трет пат. To attend the Eurovision Song Contest. I would come again, third time, definitely.
Со нас се и бугарските представници на Евросонг 2007. Елица Тодорова и Стојан Јанкулов, топ бенд во Бугарија, едни од најпопуларните и најдобрите. И еве првите ваши впечатоци од Евровизискиот фестивал после првата проба и првиот прес. Много щастлива да бъда тук. Многу сум среќна што сум тука. Кога стапнав на сцената во Хелсинки салата, имав чувство дека веќе тука сум била. Сцената е преубава. Кога пееме, се чувствувам како да сум во вселената, како да не стапнуваме на подот кој е прозирен. Се си тече лесно. Пробите се поред. Стъпили на пода. Той е много прозрачен, много фин. Лесно, леко тече всичко. Вашиот спот беше многу интересен и сите овде ги интересираше како ќе изгледа бугарската песна на сцена. Едно е на таков спот, а друго е на сцена вие сте сами двајцата и тапани. Дали сметате дека тапаните се оваа година клуч за успех? Дека е тоа за вас? Тапаните се наши инструменти и двајцата сме професионални перкусионисти. Перкусионисти и това е наш инструмент. Во нашиот случај не се извадени тапаните на сцена за украс. Има голема разлика. И јас и Стојан свириме долги години и инструментот го чувствуваме како дел од телото. Тоа е многу важно, да нема бездна меѓу тебе и инструментот. Тоа се гледа веднаш, дали некој глуми на сцената или навистина свири. Тебе и инструмента. Това се вижда веднага и се усеща дали някой е буфосинхронист на сцената и се прави, че удря, или наистина свири. Освен тоа што тапаните се вистинско шоу за многу луѓе, а тапанарот се смета за диригент на оркестарот, во самите тапани е кодирана и голема енергија. Спомна Елица на пресконференцијата дека многу влијание врз тебе како врз музичар имала твојата баба. Така, со слушање на стари народни песни. Ајде раскажи ми малку, значи од каде инспирација конкретно за оваа песна? Тази песен ја чув. Оваа песна ја чув не целата, ама првиот дел ја чув од една баба од Бистрица. Тие баби се феномен во цел свет. Тие тешко ја напуштаат Бугарија, па доаѓаат јапонци, китајци за да ги запишат тие песни. Много рядко напускат България. Те са феномен, който хора от цял свят идват да ги записва, японци, китайци, те идват да ги записват директно в България. Интересно е тоа што тие баби не ни можат да одат, бавно се движат, а ако веќе запеат, целата планина пее низ нивните гласови. Тоа е специфична гласовна техника која се нарекува окане. Чрез гласовете им. Тази специфична вокална техника, която се нарича... Важно е да отидеш и да видиш на некој милиметар од жената како таа пее. Тоа е неземски убаво. Това е много важно да отидеш и да го видиш на милиметри от жената, как тя го... Как, ако можеш да влезеш в гърлото и как тя го изпява. За мен това е извънземно. Дали имате и некои пријатели во Македонија, можеби, кои треба да ги поздравиме? Да, искаме специално да поздравиме Владко Стефановски. Сакаме да го поздравиме специјално Владко Стефановски, кој ни е близок пријател, прекрасен музичар и прекрасен човек. За мене е многу важно добриот музичар да има добро срце. Стојан имаше чест да свири со него на балкански турнеи, како и со Тони Китановски. Многу поздрави, здравје и љубов. Поздравяваме ги и им желаем много здраве и любов и на всички, които ни гледат. И аз знам и много македонски музиканти, с които съм. Познавам многу македонски музичари со кои сум свирал и тие се врвот за мене. Само здравје и да има што повеќе заеднички настапи. Такива свирения заедно. Да, така е на Балканите наистина. Од Балканот доаѓа различен огнен темперамент. И сигурна сум дека балканските земји кои ќе се надпреваруваат на Евросонг ќе ја затоплат атмосферата во оваа северна земја. В тази северна страна. Јас ви посакувам многу среќа, многу успех овде на Евросонг. Успехи на македонската песна. Успехи на македонската песна. Дај Боже да бидеме заедно во финалето. Дај Боже на 12-2. Дали ќе може за крај, сега не знам, да чуеме вода на кратко на микрофон.
Море ми трапе на реката Митреле, Митреле. Море на реката до гората Митреле, Митреле. Дара дудай дудара дара дуда. Ей, дара дудай дудара дара дуда. Она што ги прави евровизиските фестивали толку посебни, се сигурно дружбите на пеачите и на сите евровизиски учесници со новинарите и со фановите. А секоја песна се промовира токму вака, како што тоа го прави црногорската делегација вечерва. Нивниот представник е Стеван Феди и токму вечерва за сите вас дел од атмосферата на промо забавата на црногорската делегација и нивната тема. На промотивната забава на хрватските представници Dragonfly и Дадо Топич настапи и Каролина и представничката на Унгарија Магди Ружа.
take those guns away. I can't shoot them anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking off heaven. Knocking on heaven's door. On heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Вечно сонцеся на моє Македонія. Народу земля, полюбовія. Как си сам, как не се, дружба ти се цепине. Македонија ти кружа љубави све. Как си сам, как е све, дружба ти се цепине. Македонија ти кружа љубави све. Как си сам, как е све, дружба ти се цепине. Македонија ти кружа љубави. Една од најзначајните личности на Евросонг 2007 беше господинот Кjell Ekholm од финската телевизија, проект менаџер на овој голем настан во забавната европска индустрија, Евросонг. Колку време минавте во подготовки за Евровизискиот фестивал? Well, as a matter of fact, we started straight after. Почнавме да работиме веднаш по победата на Лорди, од крајот на мај 2006. Избравме сала и почна процесот на организација. Добро е тоа што навреме сме подготвени за се, за да им посакаме добре дојде на сите наши гости, а следниот добар момент ќе биде кога во четврток на 10 мај извршниот продуцент на Европската радиодифузна унија ќе даде знак за почеток на полуфиналето. Is when we hear the EBU tune, the Charpentier going out on Thursday when the semi-final is. Ова е најголемиот евровизиски фестивал досега, со најголем број земји учеснички, 42. Има рекорден број акредитирани новинари, преку 2500. И трето, од технички аспект, ова е најголемиот Евросонг. Ако ги броите осветлувањето, потоа системот за озвучување, целата техничка опрема. Но сето тоа е во контекст на шоуто, кое е и најважно. Biggest, but of course it's a kind of content of the whole show, which is still the Многу случувања има во моментов во Хелсинки, околу 300 настани поврзани со Евровизија. Сакаме да им понудиме и на финскиот народ, и на пријателите, и на туристите во Финска еден вид евровизиска атмосфера, и во случај да немаат влезница за концертот. to the fans coming to Finland, to the tourists, a kind of Eurovision flavor, even if they are not having a
ticket to the concert. Во врска со техничката страна на Евросонг 2007, кои се главните луѓе задолжени за преносот? And the whole coverage. Well, of course we have ТВ продуцентот е од Финска, Тапани Парм, кој работеше и на големи спортски настани, како отворањето на Олимпијадата во Грција 2004. За осветлувањето е задолжен исто финец, Мики Кунту, кој патуваше низ цел свет на повеќе саеми за да ни ја донесе најновата опрема. Бевме во потрага по вистинската техничка опрема за овој настан. So we've been searching for the right equipment for this event, really. Колку луѓе всушност работат на овој Евросонг? Ако ги броите сите кои се вклучени во фестивалот во и надвор од салата, над 1000 луѓе. Inside the arena and outside the arena, it's well over 1,000 people working on it. Unbelievable, really. Неверојатно. Yes, I mean, but of course there is so many different things that you don't really think about. I mean, all the transportation, that takes a lot of... Да, има толку различни работи за кои и не размислувате. Транспортот, например, потребни се многу луѓе. Имаме преку 100 возила за делегациите, што значи дека имаме 100 возачи. Така, кога ќе почнеш да составуваш парче по парче, ова е многу голем мозаик. И вообичаено по втората техничка проба за македонската екипа, уште една пресконференција. Новинарот од Финска, од Yle Extra TV Channel, праша кое е вистинското значење на стиховите на песната Мојот свет. I think I've done a lot explaining about my lyrics. Се работи за значењето на музиката во нашите животи, зашто само музиката е единствен јазик кој сите го разбираме, и финци и македонци. Нашата песна е и порака за љубов и мир низ музика во една реченица. Like where we're from. That's the deepest, only meaning of it. Well, it's like our song is a message for love and peace through music in just one sentence. Moja srce vika muzika, nema vera nitу granica. Moje srce osobno ti, jedna duša balkanska. Music is the only way for me. In my world we live in harmony. Music knows no clearer color. Day by day we live a dream. Во организацијата на така наречената Македонска вечер, кога се промовираше нашата евровизиска песна Мојот свет, од срце помогнаа бројни македонци кои живеат во Финска. Дури и самите подготвија специјалитети, карактеристични за македонското поднебје, за сите гости да имаат можност да вкусат дел од македонската кујна.
glad to be here. And we have Драго ми е што сум на македонската вечер. Ја организиравме со македонци кои живеат во Финска и среќен сум што бев во организацијата. And I'm very, very happy to arrange this evening. Tell me, you are very... Вие сте успешен бизнисмен и почесен конзул на Република Македонија во Финска. Ме интересира како се случи таа приказна, како дојде до тоа? How did it happen actually? I met a very good friend, Ilievski. Го запознав Илиевски, кој ми стана добар пријател. Ме замоли да помогнам, а Македонија ја сметам за нова возбудлива земја. И така одлучив да се обидам да му помогнам. That's great. Really? We are so happy. Одлично. Откријте ни нешто повеќе за вас, за вашата кариера. I know business. Долга е приказната. Јас сум бизнисмен кој работи од својата 10-та година, а сега имам 64. Имам долга историја. Работам со челик и тоа по 14 часа на ден. Имам премалку време и за мојот собствен бизнис, но се надевам дека ќе најдам време за да ви помогнам, и тоа со воспоставување бизнис контакти во Финска и другите нордиски земји. Имаме многу за работа со Македонија. I say to help you and help you with the business, that you could get contacts here in Finland and in Nordic countries and so on. But I think we have plenty to do together. Do you watch Eurovision Song Contest? And Дали го следите Евросонг и дали сега ќе гласате за Каролина? Yes, I would, and I will pray every Оваа година да. Секоја вечер ќе се молам Каролина да има успех. Yesterday we had Вчера ја запознав и многу ми се допадна како убава, многу умна девојка и одлична пејачка. and very clever girl, and then she's very good singer. На македонската забава присутни беа голем број учесници на Евросонг 2007, Анастапија и представниците на Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Малта.
Здраво, убаво е што се гледаме пак. На колку евровизиски фестивали до сега сте работеле? Повеќе од 10. Have you been working on? And I think that it's more than 10 years. Am I right? Ова е 12-тиот Евросонг. Почнав во 95-та, не бев во Киев, но сум бил на сите други. Зошто ви е предизвик Евросонг As a challenge. како новинар на Билборд? Почнав да читам за Евросонг во Билборд како дете и секоја година го следев. Живеев во Лондон во 1983-та, тогаш прв пат го гледав на телевизија. Повторно гледав во 94-та и си реков, музички новинар сум, зошто да не одам? Следната година Билборд ме прати во Лондон, па веќе бев на половина пат до Даблин. Почнав да известувам од Евросонг и не запрев од тогаш. Каде живеете сега? Во Лос Анџелес. Треба да ми дадат награда за новинар кој дошол од најдалек. Има и новинар од Јужна Африка. Добро, може да бидам втор. Okay, maybe I'm second. Што мислите за овој Евросонг? Кое е вашето мислење за македонската песна и пејачка? Ми се допаѓа песната. Ми се допадна Каролина уште од Талин, кога прв пат ја запознав. Имам и албум од неа. Пред 2 недели го слушав, без да знам дека ќе ја видам овде. Јас сум фан на Каролина и ми се допаѓа песната. So I'm a fan of hers anyway, and I like the song. Што мислите за Евросонг во последниве 5-6 години? Бидејќи Лорди го сменија текот на Евросонг. I think Lordi completely changed the course of Eurovision. Станува се позначаен фестивал. Лорди има хит албум во Европа, што значи дека годинашниот победник ќе има шанса за интернационална кариера. Затоа фестивалот е позначаен од кога било. Internationally, after being in Eurovision, so I think it's become more important than ever. Кој ќе победи годинава? Искрено би се обложил на Србија. И вие имате одлична песна, но сепак Србија. You have a great song, but I think Serbia. Lagati sve dok se borim, lažem ako kažem da te ne volim. Molitva, kao žar na mojim usama je molitva. Mesto reči samo ime tvoje, znaš kao ja puta sam ponovila to. Марија Шерифовиќ, првиот представник на самостојна Србија на Евросонг 2007 и една фантастична балада, Молитва. Марија, се испостави дека прогнозите се точни. Значи, после генералната проба во прес-центарот и во салата, Хелсинки Арена, огромен аплауз, најголем мислам беше за Србија. Кажи ми, дали има притисок затоа што се смета дека си фаворит? Како се чувствуваш денес? Нема, се е окей. Нема, се е окей. Драго ми е што луѓето така реагираат на песната. Моje е да отпеам што подобро и тоа е се. Добро, ова е евровизиски циркус како што и самата гледаш. Значи на сцена имаш расоблекување, милион костими, танчери, циркузанти, има све. Кај вас нема ништо од тоа. Дали намерно е така направена таа сценографија за да се сконцентрира вниманието на публиката конкретно на тебе и на песната? Наравно, мислам да Секако, зашто мислам дека песната доволно зборува сама за себе. А и тешка е, така што и јас и придружните вокали мораме да се сконцентрираме и да мислиме само на тоа, а не дали треба да скокнам во лево или во десно. Од овој тренутка скочим у десно или скочим у лево. Од овие неколку денови во Хелсинки, дали имаше некаква звезда, некој пејач што ти сакаше да го сретнеш, од типот, например, на DJ Бобо? Дали ги сретна, дали ги запозна учесниците и кој ти остави онакав печаток? Упознали сме се, али он човек не прави музика. Се запознавме, ама човекот не прави музика која мене ме пали. Дури мислам дека е старомодна и музиката и настапот. Ама боже мој. Белорусинот ми е супер и мислам дека земите кои ќе бидат во првите 5 се Белорусија, Швајцарија, Србија, Украина. Он ми е супер и мислим да земје кои ќе бити негде у првих 5 се управо Белорусија, Швајцарска, Србија, Украина и можда не знам. А она фантастична пејачка, например, од Унгарија, Маđarска? Тоа ми се не свида. Тоа не ми се допаѓа. Кажи ми по тебе, дали ова е тоа што очекуваше? Евровизија во смисол на фестивал, дружење, проби,
Ти остави ли нешто впечаток? Не си ми нешто многу одушевен. Мислам дека тоа има врска со земјата во која се организира Евросонг. Финска е една студена, чудна земја. Дефинитивно ќе беше подобро да пеевме лани или пред 2 години. Во Грција или Турција ќе се забавувавме сите многу повеќе. DJ Bobo беше веројатно најпознатото музичко име во европски рамки на Евросонг 2007. Драго ми е што се запознавме. And it's a real pleasure for me to finally meet you in person. Hello? Thank you so much and hello also. You know what? Бев на твојот мини концерт во Скопје 93-та во дискотека. Се сеќаваш ли на тој настап? Да, ужасен спомен. Зошто? Поради нас имав еден хит само во тоа време. Somebody dance with me? Yes. А требаше да настапуваме 30 минути и моравме нешто да измислиме да свириме. Something. So I remember it very well, yeah. Yeah. Well, Добро, многу време е минало од тогаш. Зад тебе се повеќе од 30 милиони албуми продадени во Европа, турнеи низ Европа и Јужна Америка, учества во безброј телевизиски шоу програми. И по сите тие успеси, зошто се одлучи да учествуваш на Евровизија? why Eurovision? Yeah, this is because Затоа што сум многу горд швајцарец. Што е помала земјата, толку се погорди луѓето. Во последниве 2 години Швајцарија праќаше странски пејачи, што е погрешно. Треба да се праќаат пејачи од сопствената земја на Евровизија. Лани го следев фестивалот во Атина, кога настапуваше Швајцарија, сакав да ја засакам или да ја замразам песната, ама не препознав ни една личност на сцената, а тие не беа ни швајцарци. Си реков, Швајцарија мора да прати свој пејач. А не можеш да го кажеш тоа во медиумите, а да не се пријавиш самиот. По некое време, во едно ТВ шоу, водителот ме праша зошто никогаш не сум учествувал на Евросонг. on the Eurovision. Тогаш ги изустив трагичните зборови. Ако сакате, сите вие во Швајцарија, ќе одам. Следниот ден беше лудница. Меѓу 90 до 95% од швајцарците сакаа да се надпреварувам. И така, еве сум, да го исполнам ветувањето, супер е што сум тука, прекрасна. That's why I'm here and I have to say I love to be here. It's really lovely. Сметаш ли дека ќе влезете во финалето без проблем? Може да биде проблем. Треба да победам 18 земји за да влезам во финалето. А Швајцарија нема пријатели вон границите. Switzerland has not really friends outside of Мали сме и немаме поддршка од другите земји во историјата. Оставени сме сами на себе. Може да се случи да не влеземе во финале, а тоа ни е толку важно. Сите во мојата екипа ќе бидат многу разочарани ако не успееме. final and that's very important for us. Everyone in my crew would be very disappointed if we won't make it. Филип Вела по 4-ти пат учествувате на Евросонг, а имате освоено второ место со Ира Лоско и Seventh Wonder, годинава со песната Vertigo и Оливија Луис. Кажете ми, од каде е инспирацијата за песнава и незиниот наслов Вртоглавица? Има ли врска со Хичкок? Да, има. Текстописецот е истиот од 2002-та кој ги напише и стиховите за Seventh Wonder.
Го видел филмот на Хичкок кога бил помлад и одамна сакал да ја напише оваа љубовна песна, но нема конкретна врска со филмското дејствие. Што се однесува до музиката, Евровизија расте уште повеќе од 2002-та, благодарение на многу земји како Македонија, која представи поинаква димензија, поинаква музика на европските држави. Introduced another dimension to the music. They have introduced their kind of music to the other European states. Сега не е задачата да се напише обична песна, туку специјална песна која ќе им се допадне на луѓето и во Македонија и овде во Финска. Maybe to countries like Macedonia and places like Од секогаш сонував да направам нешто повеќе од нормална сладка поп песничка како онаа што ја напишав за Ира Лоско. Среќен сум со нашата песна за 2007. Ги има квалитетите кои се потребни. You came second in 2002. Во 2002-та, по второто место, искрено, колку бевте разочарани?